Драги ученици, добре дојдовте во училница на часот по македонски јазик за прво одделение. Јас сум Виолета Ристовска, наставник во Основното училиште Блаже Конески од општина Аеродром од Скопје. Од наставното подрачје слушање и говорење, на овој час ќе ја реализираме наставната содржина, предлагаме правила за однесување во училница. Наставни цели кои треба да ги усвоите на овој час се следните. Да се оспособите за воспоставување на културен однос, да ги научите правилата на однесување во училница и да умеете да ги прочитате правилата од слики. Потребен прибор за работа за овој час ви е учебникот по македонски јазик, тетрадка без линии и дрвени боички. Да се подсетиме на правилата на културно однесување. Тие се насекаде помеѓу нас, каде и да се наоѓаме. Преку примери и слики ќе поразговараме за нив. На првата слика се подсетуваме. Кога одиш во билетара и треба да купиш билет, застани и чекај го својот ред. Застани еден позади друг. Кога одиш во кино да гледаш филм, седни на своето обележано место, внимателно следи го филмот и не зборувај. Кога одиш на гости или на роден ден кај другарче, внимателно однесувај се кон другарчињата, но и кон играчките и останатите предмети. Следната слика не подсетува на едно многу важно правило. Насилството не е дозволено. Културно треба да се однесуваме кога одиме и во продавница. Внимателно движи се во продавницата. Производите кои ги купуваш, стави ги во својата корпа или количка. И застани пред касата и чекај го својот ред. Правилата на културно однесување се учат и се применуваат токму и во училиште. За овие правила ќе разговараат првачињата. Учениците од прво одделение се договараат за правилата на однесување во училница. Даре предложи: јас сакам да ме слушате кога зборувам. И јас сакам, и јас сакам, се слушаа гласови. Па предлогот беше прифатен. Даре, кога ќе зборувам јас, ти исто така треба да ме слушаш, рече Тања. Елена пак рече дека не е пристојно да се чепка во туѓо ранче и да се зема молив без прашање. Сите се согласија со тоа правило. Бојан кажа дека не сака да биде исмејуван од другите. Марио предложи сите да внимаваат и да им биде чиста училницата. Ѓубрето се фрла во корпа за отпад, рече тој. Учениците смислија и нацртаа многу правила на однесување во училница. Потоа, со цртежите направија албум со слики и правила на однесување во училница. Ајде да ги погледнеме сликите. Правило број 1. Внимателно слушаја наставничката кога зборува. Правило број 2. Слушај го и другарчето кога зборува. Трето правило. Крени рака за да добиеш збор. И четврто правило. Соработувај со другарчињата.
Следните правила се за заштита од заразни болести и вируси. Тие ги применуваме токму во овој период. Петтото правило гласи вака. Во училница задолжително носи маска. Шесто правило. Одржувај растојание во училница, така сме побезбедни. Седмото правило гласи рацете треба да ги миеш правилно и често. И при тоа внимавај и на редот кој треба да го одржуваш додека чекаш. Осмото правило. Маската извади ја само кога јадеш. Девето правило. Приборот не го оставај на подот во училницата. Стави го на твоето работно место. Десето правило. Ѓубрето фрли го во корпа за отпад. 11 правило. Помогни му на другарчето кога нешто му треба. И 12 правило. Во училишниот двор биди добар другар. Не дозволувај да го натажиш другарчето. Сега ученици, ваша задача е и вие да се обидете да илустрирате едно од овие правила на однесување во училница. Потоа, соберете ги цртежите и направете албум со слики и правила на однесување во вашата училница. Овој албум истакнете го на вашето пано во училницата. Домашна задача. Применете го наученото. Кажете ги правилата на културно однесување на родителите и на вашите другарчиња. Ви благодарам на вниманието.